Добар ден! Денешниот ден го започнуваме со осврт на настаните кои доведува до појава на кризна состојба во Република Македонија. На територијата на Република Македонија се забележани изобилни врнежи на дожд и снег кои по обем и количина посебно се интензивни во северозападниот дел. Најпогодени се регионот Тетовскиот, Полошката котлина, Мавровскиот, Кичевскиот, Гостиварскиот и регионот кај Македонски Брод. Врнежите доведоа до зголемување на хидролошкиот потенцијал во хидроакумулациите Козјак и Матка и водотеците на реките Треска, Вардар, Лепенец, Маркова река и Кадина река. Од постојаните врнежи земјата е заситена. Нивото на подземните води е високо покачено, што резултира со поплавување на подрумите во индивидуални стамбени згради во Скопското поле. Водостојот во коритата на реките Вардар и Треска е до максимум и го достигнува критичното ниво. Зголемените просечни дневни температури предизвикаа нагло и интензивно топење на снегот на планинските масиви на овие простори, што доведува до влошување на хидролошката состојба. Заради чести продори на влажни бранови од југозапад, над подрачјето од Македонија се очекуваат врнежи од дожд со умерен до засилен интензитет. Поинтензивни врнежи се очекуваат во западните подрачја, особено во Тетовскиот, Мавровскиот и Кичевскиот регион, како и регионот кај Македонски Брод. Очекуваната количина на врнежи во овие региони во текот на наредниот период ќе биде и над 300 литри на метар квадратен. Во хидроакумулациите на езерата Козјак и Матка, нивото на водата го достигна акумулацијскиот максимален капацитет и преливните системи работат со полна сила. Раководството на хидроелектраните на Македонија ЕЛЕМ донесе препорака до надлежните субјекти за испуштање на вишокот на вода од браните Козјак и Матка во реките Треска и Вардар, со што нивните пошироки сливни подрачја, посебно населените места во Скопската котлина, Петровец, Ржаничино, Илинден, Трубарево, Јурумлели, Огњанци и Дризово, Таор се очекува да бидат поплавени. Одржана е итна седница на групата за проценка. Врз основа на заклучоците од седницата, до управувачкиот комитет се предлага превземање на потребните превентивни мерки и активности од надлежните субјекти во системот за управување со кризи. Насипот на реката Вардар е пробиен во реонот на селото Трубарево. Поплавени се плодно земјиште, неколку индивидуални куќи и 2 фарми. Со интервенција на Дирекцијата за заштита и спасување и местното население, насипот е повторно изграден. Подрачјето на Македонија во наредните 10 дена ќе биде зафатено од серија на влажни бранови, кои ќе предизвикаат појава на интензивни врнежи во многу краток период. Најзагрозени подрачја ќе бидат Скопскиот регион со Скопско поле и подрачјата вдолж Повардарието, Велес, Неготино, Демиркапија и Гевгелија. Заради постоење на голем градиент на метеоролошките параметри, ќе има и појава на засилен јужен ветер. Добиена е информација од амбулантната во село Трубарево дека со стомачни тегоби, лекарска помош и побарале вкупно 25 лица, од кои 7 возрастни и 18 малолетни лица.
Одржана е седница на управувачкиот комитет. Согласно состојбата во Република Македонија и предлогот на групата за проценка, донесе заклучок и предложи до владата на Република Македонија прогласување на кризна состојба. Известено е за дефект на пумпната станица во село Таур. Во населеното место поплавени се поголем број на куќи и Дирекцијата за заштита и спасување изврши евакуација на местното население и добитокот. Во текот на денот пумпите се поправени и водата се повлекува од селото. Добивме известување дека е забележана активност на група на луѓе за кои што постои сомневање дека врши неовластено отуѓување на имотот од евакуираните лица во село Таур. Елем со хидроелектрани по одобрување од надлежните органи, а заради заштита на високите брани испушти големи количини на вода во реките Треска и Вардар, при што дојде до поплавување на поголемиот дел од Скопско поле, општините Илинден, Петровец и Зелениково. Владата на Република Македонија на итна седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба на дел од територијата на подрачјето зафатена со поплава, до оштетенијето на реките Треска и Вардар, посебно во Скопската котлина, и препорача ангажирање на сите расположиви човечки и материјални ресурси за справување и отстранување на последиците од истата. Владата на Република Македонија, врз основа на укажаната потреба, предложи до председателот на Република Македонија употреба на армијата за справување со кризната состојба. Председателот на Република Македонија одобри ангажирање на армијата. По прогласувањето на кризната состојба се активира главниот штаб при Центарот за управување со кризи, кој ќе биде во постојано заседавање. Понатаму ќе се потрудиме да ви ги презентираме информациите според редоследот на нивното пристигнување.